Здраво и добре дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст, каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти нему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Здраво и добре дојде на денешната 19-та поред подкаст епизода. Во денешната епизода сакам да споделам неколку мисли кои што мислам дека и како веćina пари и тоа се мисли кои што повеќето клиенти, односно учесници на мастермајнд програмот кои што на почетокот доаѓаат ги имаат, но се почесто забележувам дека и останатите луѓе со кои што имам прилика да комуницирам, кои што ме следат по социјалните мрежи или без разлика еве YouTube или преку овие подкаст епизоди, тукму забележувам преку комуникација со нив дека ги вртат во нивниот ум, да кажам на некој начин, истите овие мисли кои што и како влијаат за развој и скалирање на нивниот бизнис. Првата најчеста мисла која што ја забележувам е кога велат луѓето мојот бизнис е различен. И ова никако апсолутно уште на самиот почеток сакам да искажам дека не постои различен бизнис и дека сите бизниси буквално се идентични. И еве како. Секој еден бизнис, без разлика што произведува, што продава, кој проблем решава, секој бизнис има сегмент на маркетинг и продажба, секој бизнис има производство и секој бизнис има финанси. И сега, окей, ќе речеш да, Александар, ние немаме производство. Добро, но ајде да погледнеме што тоа значи производство. Ако имаш маркетинг агенција, самото креирање на содржини, без разлика дали е тоа текстуална, визуелна, аудио, видео, небитна, самиот тој чин на креирање е производство. Доколку имаш софтверска компанија и произведуваш софтверски решенија, изготвувањето на тој софтвер е производство на решение. Сега, значи, не мора да значи дека ако ние не произведуваме, не знам, алати, машини, опрема или храна, дека ние немаме во нашиот бизнис производство. Секој бизнис има производство. Освен ако се бави со купопродажба на материјали или на добра. Значи, купувам одредени артикли и ги дистрибуирам преку продажба и дистрибуција на други клиенти секако. Сега, бизнисите се разликуваат, можеби, односно да се разликуваат по начинот на кој што доаѓаат до нивните клиенти. Ова да. Дали доаѓаш до твоите клиенти онлайн или офлайн? Дали можеби доаѓаш преку препораки или имаш, да кажам, кампањи? Дали можеби доаѓаш до клиенти преку комерција? Дали доаѓаш преку директна продажба или на друг некој канал. Значи, тоа е разлика само на кој начин доаѓаш до клиенти, а не как дека бизнисот твој е различен од останатите. Еве како врв, да кажеме, на споредба, може да речеме дека мултилевелот е различен од останатите бизниси. Но ако погледнеме во суштината на мултилевел маркетинг, поентата е само на кој начин доаѓаат до клиенти. Олеснителна околност за луѓето кои што се бават со мултилевел е дека само на нив се очекува, им предстои да се фокусираат на продажба и на градење на тимови. Значи, олеснителна околност име што тие не мораат да мислат на административни работи, на финансиски работи, на производство, на креирање на услуга, односно на тој производ, туку тие се на некој начин само дистрибутери на оние производи. Без разлика дали тоа се физички производи, дали се имагинарни, финансиски производи или небитно како. Значи, земи го зборот производ, не е воопшто формата битна. Сега, значи, ако ти имаш мисла дека твојот бизнис е различен, апсолутно ја правиш грешката која што ја правив јас на почетокот и мојот бизнис на 2006 сгасна. 9 години, на 19 години, буквално го започнав мојот прв бизнис, а тоа е аудио-видео сервис, каде што постоеше 9 години и токму сгасна затоа што има вакви мисли. Често кога доаѓаа клиентите, ќе ме поставува прашање: Александар, види колку чини, ако е скапо да не го правам, да не се толку, да не се олку, и буквално се заморив од сите тие чести комуникации со луѓето, затоа што за да формирам цена морав најпрво, јас или некој од моите луѓе
односно тимот, да го сервисираме, значи буквално да го тестираме тој уред дека е 100% исправен, да пресметаме колку резервни делови сме потрошиле, колку време, односно колку часови сме вклучиле како работна рака за да можеме да формираме цена. Однапред дефинирање на цена би било лудост затоа што не можеш да предвидиш однапред се што ќе биде како дефект. Но дали ова луѓето го разбираат или не? Дали луѓето имаат секој ден одат на сервис па се очекува од нив сето ова да го разберат? Логично дека не. Но секојдневната комуникација на некој начин фрустрира и кога ти не знаеш, односно јас од минатото кога не знаев како луѓето размислуваат, како треба да продавам, кога не разбирав ништо за психологија, со кои мисли се мачат, како луѓето носат одлука, кога ќе прашаат дали тоа прашање или нешто се крие позади тоа. Значи, јас немав никакви продажни вештини, мислев дека има верување дека само доколку се одвиваат работите брзо, честно, квалитетно и навремено, дека логично дека клиентите од препорака ќе доаѓаат. Но можеби тоа било за друго време, но не и за тој период. Поентата е што јас исто така во тој период ниту знаев за системи, ниту имав систем како да вработувам луѓе, како да ги подобрувам нивните знаења и вештини, односно како да управуваме со нашиот тим како би продуцирале повеќе резултати. Туку јас често имав мисла, па кој денес сака да учи занает, па младите сите сакаат на компјутер, па сите сакаат да работат од канцеларија, види ги денешните сите одат на студии за, не знам, на финки или не знам каде. И тоа е, можеби, да, мнозинството на луѓе и размислувале на таков начин, но дали мене ми треба цела генерација од 10.000 студенти кои што ќе ги вработам или ми треба 1, 2, 3 луѓе? Логично е дека нашиот ум, нашиот мозок знае да не однесе некогаш во генерализација, односно секогаш, и доколку ние сме свесни да поставиме малку поинакви прашања од типот на па чекај колку луѓе всушност мене ми треба. Дали постои некој друг начин како да јас да дојдам до луѓе? Дали навистина на никој не сака да работи? Дали никој не сака да научи занает? Или можеби да поставам прашање од типот како да го направам мојот бизнис да биде атрактивен и да биде привлечен за луѓето кои што имаат афинитети кон зенечиството? Како да го направам атрактивен за да можам да генерирам кадар? Како од сето тоа можам да направам успешна приказна? Како да креирам развоен пат за луѓето за да можат да се поистоветат со таа дејност? Значи, за се до какви прашања ќе се поставиме? Дали оставуваме прашања во ширина или деструктивни и доаѓаме до брзоплет заклучок и доколку сме постојано во оператива и сме под стрес, ние нормално дека не градиме здрава мисла и не расудуваме и не бараме решение, туку само го зацврснуваме она мислење кое што претходно сме го создале, поготово во нашиот круг ако имаме луѓе кои што размислуваат на идентичен начин. Само ни даваат подкрепа дека нашето размислување е сосема окей. Следна работа е која што го забележуваме, луѓето велат сето ова е Александар окей, но прво да ми легне, па подоцна ќе го имплементирам. И сега, што ми е интересно? Цел Mastermind програм е буквално концепиран во 7 модули, да буквално преку кратки тренинзи, преку добро концепирани вежби, е насочен кон решавање на конкретниот предизвик за кој што е причината за која што дошол тој предприемач да го реши. Значи, не е формално образование, каде што ние се едуцираме за во иднина, кога би се снашле со таков еден предизвик да го решаваме, туку поентата е веднаш да го решиме тој проблем. И сега што се случува? Како едни луѓе добиваат фантастични резултати, а некои чекаат нешто да се случи. Оние луѓе кои што постигнуваат резултати на Mastermind програмот е што не му ја мислат многу, односно имаат здрави верувања кои што ги поддржуваат и веднаш се пуштаат во акција. Види која е разликата. Кога ние ќе дефинираме план, кога имаме конкретни чекори, а тоа го правиме секогаш на програмот, како му било јасно и логично на секој еден човек, и ако имаме 1000 прашалници во глава, сигурно дека нема да направиме акција. Значи, веднаш прави акција, од акцијата добива фидбек, што е тоа што било добро, што е тоа што не функционира. Од оваа акција, од фидбекот кој што ќе го добиеме, го менторирам и јас и луѓето од околина кои што имале такви искуства, го менува планот и веќе следниот пат има пати 2, пати 10, пати 100 подобри резултати.
И ова е суштината. Колку за пократко време ќе направиме што повеќе активности, кои што логично е дека нема да завршат сите со плод. И ако погледнеме во статистика, моја или твоја, доколку забележуваш, ќе забележиш дека дури 80% од активностите завршуваат со јаловост, односно не вродуваат со плод, но оние 20% кои што ќе завршат со плод се сосема доволни. Сети се само дека кога се сее нива, дека ја сееме со вреќа, а подоцна полниме амбари. Во таа вреќа има и за картови, за птици, и ќе скапат и се. Но доволно е само 20% од она, да кажем, нели, вреќа која што сме го фрлили она семе да вроди со плод. Зошто ние очекуваме дека секоја една акција мора да вроди со плод позитивен според нашите очекувања? Зарем не учиме и од оние работи кои што не донеле резултат? Тоа е суштината. А не сега ќе чекам, па некогаш ќе имплементирам, кога ќе заврши програмот, па не можам да те менторирам. Или кога исто така луѓето на овој начин ме конзумираат, без разлика дали ги добиваат информациите преку, да кажам, на YouTube, преку кратките видеа, на овој начин подкаст или семинари, вебинари, небитно, поентата ми е да ги пренесам оние знаења, вештини, мисли кои што ги имам, за да некому му служат. Оти логично и мене ми е јасно дека од луѓето кои што ме следат нема сите да ме бидат клиенти. Логично е дека и еве сега на пример уписот за мастермен програмот е завршен. И сега што, зарем нема да пласирам корисни информации, бесплатни, за да некому му помогне да може нешто да примени од сето ова што го зборувам, нели? Тогаш би немало никаква смисла. Но што прават најчесто луѓето? Ќе го слушнат ова, ќе добијат идеја, ќе запишат таа идеја и ќе остават за некогаш. За когаш е прашањето. Следна работа која што ја забележуваме ќе речат за кого да правам системи кога сме мала фирма. И секогаш ми е смешно кога ќе слушнам ова и им го поставувам прашањето, доколку и ти се чувствуваш дека твојата фирма е мала, ќе ти го поставам истото прашање. Мала во однос на што? Ние од мали сме научени, од мали нозе, сме научени да се споредуваме. И сега, ако имаш 10 години и се споредуваш со некој кој што има 70, да, во ред си, ти си малав. Но ако се споредуваш со некој кој што има 3 години, ти си голем. Логично дека ако ти твојот бизнес го споредуваш со некоја корпорација, со некој светски гигант, дека твојот бизнес е малав. Но ако се споредуваш со некој стартап, можеби и твојот бизнес е фантастичен. Ако се го споредуваш во смисла на промет, на број на вработени, секако дека ти ќе пронајдеш разлики. Дури и да е идентичен бизнес, во идентична индустрија, се да е идентично ти ќе пронајдеш разлика. Ако твојот фокус е на разлики. Но поентата е следна. Кога ќе помислиме дека ние сме мала фирма, секогаш да ја пресечеме навреме оваа мисла, оти најчесто ние генерализираме. Поентата е веднаш да си го поставиме прашањето. Мали, да, во ред, но во однос на што? Во однос на која друга фирма јас се споредувам? Следна работа е и каде е поентата. Наместо да се споредуваме со другите компании, ние ништо не знаеме за нив, ниту како дошле до тамо, нити кои им се аспирациите во иднина, со тоа па и ништо не значи за нашиот бизнис. Наместо тоа, поентата е да направиме развојна стратегија, да креираме во нашиот ум и јасно да нацртаме на хартија како нашиот бизнис сакаме да играм, да го изградиме и кој е тој конечен готов производ кој што сакаме да го креираме. Ако ние креираме готов производ, поентата е што ние веднаш треба да започнеме да имплементираме системи. И третата точка е уште првиот ден да се однесуваме како личноста која што го поседува тој конечен готов производ. Сега, дали твојата аспирација и визија ќе биде компанија која што работи на 3 континенти, која што има 10.000 вработени, направиш системи за сите вчинители долгорочно кои што ќе ги вклучуваш и патем ќе го развиваш тој бизнес, но и се однесуваш како личноста која што веќе поседува таков бизнес, е клучот за побрзо да успееш. Ако ти сето ова го оставаш за еден ден, кога ќе, никогаш нема да дојде тој ден. Оти најчесто луѓето мислат дека успехот се случува некој ден, нели? Како да ние градиме бизнес на одложено плаќање, нели? Сега ги правиме активностите, а успехот е по година 2, 3, 5.
Поентата е дека ние никогаш нема да се разбудиме од спиење и одеднаш ќе станеме, не знам, вторник, петок, нели, кој да е датум, и дека од денес ние ќе бидеме собственик на огромна компанија. Апсолутно таков ден нема, туку ние патем, нели, одиме кон формирањето и стануваме што поголеми и поголеми, ако, нели, се споредуваме дека нашата фирма е мала или голема. Но поентата е уште првиот ден да се однесуваме како личноста. И сега, зошто луѓето им е тешко ова да го направат? Најпрво затоа што не размислуваат долгорочно, и втора работа е затоа што ако се однесуваат на начин како да веќе ја имаат таа компанија, прво што им доаѓа на ум, а ова од искуство го зборуваме, што ќе речат другите луѓе. Како од еден ден, нели, денеска сум креирал доволно системи, и сега од утре почнувам да се однесувам како ликот, барам одговорност, барам, нели, буквално, нели, луѓето да се однесуваат прво јас, нели, како тој лик. И сега ќе речат луѓето, да, ама знаеш како тоа ќе влијае на вработените, па малку ќе им биде чудно. Дали тоа ќе значи дека ќе изгубам клиенти, па сега како они ќе речат, нели, што му е сега на овој човекот, се најаде пари, направи фирма, на почетокот не молеше, гледа сега како се однесува, или ќе има реакција, нели, од неговото семејство, од пријатели, нели, како сега одеднаш се променил човекот. Но, оно што сакам да го истакнам, а тоа е дека само е нормална мисла која што ни се врти во ум и дека тоа е верување што ќе речат другите луѓе и токму ова е верување кое што потхитно мора да го промениме. И затоа истакнувам по не знам колку пати дека многу е важно да соработуваме со ментор, коуч и со редовно одење на психотерапија, оти овие мисли буквално не саботираат. Ако ние имаме верување дека што ќе помислат другите луѓе поврзано со нашето однесување, тоа значи дека индиректно ние го саботираме нашиот развој. И ова е 100 пати кога велам дека луѓето и бизнисот не е ништо друго, туку проекција на нашите мисли. И тоа е бизнисот дека не е ниту економија, не е ниту формула, не е ниту чудо, туку буквално е проекција на нашите мисли, дека е многу важно како ние се чувствуваме внатре, колку ние знаеме што работиме, како работиме и дали тоа го правиме едноставно или оставаме да никогаш не го имплементираме она што го мислиме. Поентата и секогаш им велам на учесниците. Замисли дека твојот бизнис буквално се наоѓа на рудник со злато. Замисли дека ти стоиш на рудник со злато. И замисли сега ти дека не сакаш да посегнеш по тоа злато, затоа што само се плашиш што ќе помислат другите луѓе со тоа што ти ќе бидеш, нели, имач или поседовател на тоа куп злато, да кажеме, на тој капитал. Сега додека зборувам ова, само обиди се да анализираш која порака ти го праќа телото. Дали имаш некое чувство, не знам, на соларниот плексус или што и да се случува. Која и да е чувство кое што ти се јавува, непријатно или пријатно, или можеби се исмејуваш додека сега ова го зборам, тоа е само реакција на телото затоа што едноставно не ти е прифатена оваа идеја. Следна работа која што ја забележувам е, знаеш, Александар, за кого ние да правиме системи, кога сме ние мала фирма, сега ние што да правиме за тројца ли ќе правам системи? За токму и затоа новата моја книга носи наслов "Се е обратно од она што мислиш", токму затоа што забележувам дека најчесто со се мене, оти јас не можам да бидам свесен за моите мисли кои што ме саботираат, тоа може мојот ментор или психотерапевт и токму затоа редовно одам. Оно што го забележуваме дека всушност најчесто луѓето што го размислуваат, одговорот и решението е токму спротивното на она што го мислат. Токму, пријателе мој, ако ти мислиш дека твојата фирма е млада, мала и дека имаш мал број на луѓе, токму дека тоа е причината зашто не треба да почнеш со креирање на системи, токму и затоа треба да почнеш да направиш системи. Затоа што гледај. Ако ти сега немаш време да направиш системи за тројца луѓе, дали ти ќе имаш време кога твојот бизнис ќе стане, да речеме, 50 луѓе? Дали сега имаме нервоза и често препрашувања, луѓето не прашуваат што да направиме, како да направиме, нели? И ние постојано се нервираме за резултатите или за нивните грешки? Дали сега ќе се нафатиме од грешки да креираме протокол и од протоколите да креираме системи? Целиот наш бизнис кој што го имаме на нашиот ум да го ставиме на хартија и на тој начин ние да се осигураме дека секогаш
работите ќе бидат извршени на начин на кој што ние сме замислиле и знаеме дека носи резултат, или ние ќе оставиме за некој ден тоа да се случи. А што мислиш, дали големите компании, дали оние средени и уредени компании, дали тие станале прво вработиле луѓе, прво пораснале и по промет, и по бројност, и по капитал, па подоцна имплементирале систем, и зошто мислиш дека доколку сега немаш систем пишан на хартија или на друг начин, дека едноставно во моментот немаш систем. И ова е заблуда. Без разлика дали ние имаме пишан систем, постоечки или не, видлив или невидлив, ние во овој момент имаме систем, само за тоа не сме свесни. Но поентата е следна. Наместо да постојано измислуваш топла вода и постојано им зборуваш на луѓето како треба да прават и како не треба да прават, наместо да се обидуваш да се нервираш и да ги укоруваш луѓето постојано, вака се прави, така не се прави, или некна ти реков, или пред месец дена имаше таков предмет, па зашто сега ме прашуваш, наместо тоа само обиди се да креираш цел твој буквално бизнис кој што ти е во твојот ум, и на оние стручни колеги за кои што си сигурен дека знаат што прават и по кој редослед тоа го прават, само да го преточите на хартија. Буквално ќе ти го спаси животот. И кога ќе кажам дека системите се важни, тие се важни само заради две работи. А тоа е, првото, да бидеш буквално сигурен дека секогаш ќе се одвиваат задачите на начин на кој што ти си убеден, сигурен, искуствено знаеш дека вродуваат со плод, поред твоите вредности, што е доволно квалитетно, брзо, ефикасно, ефективно, небитно. И втора работа, тоа е начин за мултипликација. Како без системи може човек да дојде до временска слобода? Буквално никако. Секогаш додека те препрашуваат луѓето што треба да направат, кој е следниот чекор, или те препрашуваат, тоа само значи дека не се тие виновни, дека не се тие добри или лоши, само можеби немаш дефинирано каде започнува нивната одговорност и каде завршува. Кој на кому е надлежен, на кој му е подреден. Кои се нивните задачи работни, кои се стандардните оперативни процеси кои што треба да ги завршат. Буквално сето ова, ако лебди во воздух, логично луѓето прашуваат. И јас секогаш велам, нервирај се ако не те прашуваат. Тогаш е лошо. Значи веќе отрпнале им е све исто од твоето мислење, што значи веќе ти го научиле табиетот, што велат народски кажа. Пета работа е, велат луѓето, зошто би планирал кога ништо не ми оди по план. И ова кога и да го слушнам, буквално се смеам затоа што ме подсетува само на себе си пред неколку години, затоа што јас го имав ова верување кога мислев буквално што има сега да планирам ја кога ниту сум пророк, ниту сум толку умен ја како другиве луѓе кои што планираат и остваруваат, па можеби не сум толку аналитичен, па можеби немам толку компетенција и знаење, а можеби некаде грешам, можеби тоа други се поумни луѓе, они планираат, остваруваат, нели? И логично зашто би планирал, нели, и би се нервирал затоа што пола од планирањата не би ги завршил. Овде имаме две грешки кои што најчесто ги приметувам. Првото е грешка затоа што луѓето не поставуваат цели. Има една добра приказна, нели, кога Алиса прашува кој е пат, каде оди овој пат, нели, кога дошла до раскрсница и се појавиле пред неа 3 пата и ја прашуваат, нели, каде си тргнала, а она нема на тоа прашање одговор, логично дека кој пат и да одбереш ќе те стигне на цел, ќе те доведе до целта, односно нема да те однесе никаде. И токму затоа ги поставуваме целите. Не за тоа дека ние, нели, сега ќе поставиме цел, ќе пишеме на хартија, ќе го повторуваме, афирмируваме како слепец и дека ќе веруваме и таа цел, значи ние ќе медитираме и не знам чуда ќе правиме и тој цел, нели, ќе се оствари така случајно, наивно, туку напротив да го условуваме нашиот мозок, оти ние постојано и секој дневно сме толку зафатени со ситници кои што ни го одземаат вниманието и кратко забораваме кои се нашите приоритети. Ако ние немаме цел, ако немаме насока каде ја движиме нашата компанија, буквално едноставно само си го трошиме времето. И логично дека нема што да планираме. Следна работа е, не правиме планови заради предвидувања дека 100% ќе се случи на тој начин и дека доколку не се случи ние не сме способни, или ако правиме планирања дека ние сме, нели, вуду маѓоничар или не знам каков човек со не знам надпросечни способности,
туку напротив го правиме планирањето заради планирањето. Еве сега ќе објаснам што тоа значи. Кога правиме планирање, вклучуваме процес на размислување. Што треба да превземеме како активности што ќе се не осигура да дојдеме до остварувањето на таа цел. Таа цел може да биде извршување на една задача, како да речеме снимање на оваа подкаст епизода, а може да значи градење на куќа, тоа може да значи 50% раст на продажба, небитно. Значи, што сакаме да постигнеме. Поентата е таа, додека ја размислуваме како да стигнеме до таму. Да размислиме кои претходно активности кои што сме ги правеле донеле до резултат. Дали имаме готов процес, дали имаме готови процедури кои што ги следиме. Доколку немаме, да седнеме и да размислиме како тие активности ќе вродат со плод, но и да размислиме да поставиме индикатори што може да тргне наопаку доколку нешто не се појави на патот, за да можеме да предвидиме. Значи, токму планирањето го правиме заради размислување. Што е клучната трета, односно втора точка, а има и трет дел од сето? Вториот дел е следен. Таа цел да ја уситниме на колку можеме поситни парчиња. Ако јас денеска само во мојот календар стоеше сними подкаст епизода, јас сум 100% убеден дека таа подкаст епизода немаше да биде снимена. Зошто? Затоа што постои уште еден микрочекор, а тоа е да седнам и да размислам за што ќе зборувам. Уште еден чекор на која тема ќе зборувам, кои точки, која порака сакам да ја пренесам, која вредност да ја дадам, кој повик на акција ќе следи после оваа подкаст епизода. Значи има многу работи кои што треба да ги размислам, а доколку ги превидам, затоа што јас сум искусен снимач на подкаст епизоди, може многу брзо и лесно моето его, да ме донесе, да кликнам, да ја снимам оваа подкаст епизода, за на крајот да сватам дека или не сум го кликнал, па сум зборувал во празно, или може би сум зборувал во ширина, па тоа не било вредно за моите клиенти, може би сум заборавил да направам да искажам повик на акција или што и да. Значи, 1000 микро процеси кои што доведуваат да овој подкаст биде успешен, ја пренесам пораката и биде вреден да слушнеш и примениш, или едноставно ќе биде наивно. Ако јас не предвидам во кој период ќе го снимам овој подкаст, дали сум смирен и поспособен за да пренесам јасно и гласно оваа порака, дали тоа е на гладен стомак или најаден, дали сум примил доволно течности или ми се суши грлото, дали тоа е подобро во утрото или навечер да биде. Значи, ако не ги земам во обзир сите овие чинители кои што влијаат дали оваа подкаст епизода или активност, односно цел да биде направена како што треба, односно според моите вредности и сваќање што е доволно квалитетно и добро, или не, буквално едноставно сигурно дека нема. Значи, вториот чекор е да го уситнеш на толку микро мали делови, каде што ќе ти биде смешно да не превземеш акција, но и на тој начин ќе имаш јасен временски показател и интервал кога тој ќе биде почнат, а кога ќе биде завршен. Следна работа, ако и не биде завршена таа цел и не биде постигната, барем ќе имаш јасен увид доколку го примениш третото правило, а тоа е да ги запишуваш сите чекори при планирање. Ова е поентата на планирањето. Дали нешто сме планирале добро или не. Но како ќе знаеме? Кога ќе превземеме активност и кога ќе видиме дали сме ги примениле сите чекори кои што сме ги предвиделе или сме се обиделе да одиме по линија на помал отпор. Дали добро сме ги предвиделе или не. Дали нешто функционира или треба нешто да промениме, автоматизираме, подобриме или како и да е. Значи, што е клучот на планирањето? Па планирањето ни дава кога следен пат ќе направиме иста или слична активност, да можеме ласерски прецизно, добро квалитетно да ја извршиме истата таа активност и да си осигураме дека ќе биде најдобро завршено. Значи, ние нема никогаш, во голема мера ние нема да ги постигнеме планирањата да ги оствариме како што сме замислиле. Но сети се дека кога сееме пченица, кога сееме со вреќи, а полниме амбари. 70-80% од активностите кои што ги превземаме не вредуваат со плод и тоа е окей. Но оние 10-20% кои што ќе вродат со плод се сосема доволни да ги оправдаат
оние јалови активности кои што сме ги правеле претходно. Токму затоа е клучно да планираме на хартија, да се обврземе дека ќе ги уситниме толку глупо смешно да мораме да ги направиме активностите, како би можеле следниот пат да видиме дали функционира, што не функционира, а не да генерализираме. Еве, јас не знам да планирам, па што ако планирам кога не вродува со плод, од мене нешто не бидува, јас не знам за продажба, јас сум лош у маркетинг, јас сум лош у не знам што, сето тоа се генерализирање, затоа што не знаеме во која конкретна точка ни треба подобрување. Следна работа, буквално правиме предвидувања дали добро сме просудиле или нешто сме пропуштиле. Значи, повторно ќе кажам и да ја заокружам цел овој дел, дека планирањето го правиме само заради размислувањето и да се осигураме кога нареден пат ќе повторно планираме, да ги земеме сите работи во обзир и ништо друго. Секој следен пат ќе бидеме уште подобри, секој следен пат ќе потрошиме многу помалку време за планирање, но на тој единствен начин ќе ни осигура да ја постигнеме или нема да ја постигнеме целта која што ја сакаме. Значи, поставување на цел е наивност без јасно планирање. И се надевам дека сето ова што ти го зборував до сега и овие 5 грешки може би се препозна, а сигурен сум дека да. И поентата е сите овие информации кои што денес ги доби од мене, да не чекаш некој ден да ги имплементираш, туку размисли, преслушај го уште еднаш ако треба. Јас секогаш препорачувам со хартија и пенкало, и тоа јас го правам кога слушам други подкасти и ги применувам, затоа што Александар не знае да биде поинаку кога наплаќа, а поинаку кога дели бесплатни содржини, оти не би имала никаква вредност сето ова да го слушаш. И токму само размисли кој е едно барем нешто од сето ова ќе го примениш, запишувај го и обиди се да го реализираш. И за самиот крај, доколку прв пат ме слушаш или ме гледаш, или досега од било која причина не си пријавен на мојот newsletter, направи го тоа. Под линкот ќе го поставам под оваа подкаст епизода, како би можел директно и најлесно да се пријавиш, бидејќи повремено организирам за луѓето кои што се наоѓаат на тој newsletter, правам бесплатни обуки, тренинзи онлайн, а она што е интересно, секако дека делам и совети на друг еден начин, или пишана комуникација, или Zoom, повремени нели прашања и одговори. А она што е интересно е дека кон крајот на следниот месец, значи во октомври, ќе одржам тренинг за мала група предприемачи, а тоа е редовен тренинг од циклусот на Mastermind програмот, каде што ќе им дозволам само на мала група, луѓе кои што се пријавени на newsletter екипата, да можат да погледнат директно, да видат како работиме на Mastermind програмот и конкретно ќе зборуваме за тоа како да оствариш што побрзо и попродуктивно, значи за што пократок рок да изградиш профитабилен бизнис, кои се клучните чекори за градење на системи и да видиш дека е многу лесно и едноставно, а ќе зборуваме и за тоа како да ги одржиш тие системи, затоа што не е поентата само да ги напишеш, туку поентата и безболно да се имплементираат и долгорочно да се осигураш дека ќе обстојуваат на долг рок. Значи, зборуваме за раст, за скалирање, систематизирање и оптимизација на твојот бизнис. Тука ќе имаш прилика да ги слушнеш и останатите учесници на програмот, ќе зборуваат од нивно искуство, што е тоа што нив им, кои се бенефитите и со кои предизвици они се соочувале за да можат нели да постигнат резултати, што највеќе им користело, што ги саботирало, што им помогнало, како вие би можеле нели што пократко и побрзо да ги имплементирате тие промени во вашиот бизнис. Ќе слушнеш и неколку нови работи и за најбрзите кои што ќе се пријават и имам изненадувања, но за тоа на newsletter ќе дознаете повеќе. Се надевам дека ти беше од корист оваа епизода и доколку е така, се слушаме на следната. Поздрав! Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkochovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот newsletter, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.